Јен два. Добро. Еве, тама ништо никој не доаѓа. Здраво на сите, ви благодарам што дојдовте и вечерва на вториот Product Meetup. Разбирливо е, знаеме дека е период на кафани, на слави, така што навистина цениме што сте тука. Знаевме дека нема многу луѓе да дојдат, меѓутоа, бидејќи вие кажавме нашата Product Roadmap, рековме дека сме доста исполнителен тим, па сакавме нели да го испочитуваме тоа што го кажавме. Тоа што ви го најавив на првиот митап е дека планираме секој месец да правиме бесплатни митапи каде што ќе имаме по двајца говорници и ќе зборуваме на различни теми кои што претходно ќе ве едуцираме и ќе ви споделуваме примери преку нашиот newsletter, а само на митапот ќе го заокружуваме она што го зборуваме и што го споделуваме на социјалните мрежи преку нашиот профил. Па така изминатиот месец ви споделувавме доста articles околу Product Discovery, се надевам дека ви беа интересни и корисни. И со овој митап, всушност, ќе заокружиме темата за Product Discovery, бидејќи сакаме сите луѓе кои што работат на градење продукти да се малку посвесни и малку повеќе да се запознаат со Product Discovery процесот, да знаат што вклучува тоа, но да слушнат и од реални искуства. Па така, вечерва имаме двајца одлични говорници. Чест ке ми биде да ја најавам првата говорничка, Олга Милановска, која што, доколку ја отворите на LinkedIn, ќе си помислите, ова девојчава тука нешто во леснина, продава сигурно нешто, објаснува таму, бидејќи на LinkedIn има толку краток профил, едноставен, што ќе сметате дека е некое младо девојче што нема многу знаење, многу искуство, ќе му утепа за најавата, меѓутоа мора да го кажам, тоа е личното мислење, а ние рековме дека овде ќе споделуваме реални и лични искуства. Меѓутоа, да бидам сериозна, Олга е главниот архитект во компанијата Леснина Ми и една од бизнес партнерите, односно менеджинг директор или менеджинг партнер на Леснина, која што е одговорна за успехот и долгата традиција на Леснина. Со Олга исто така си имаме запознаено со тоа што сме соработувале и сме зборували, планирале различни дигитални продукти, софтверски продукти. Па така Олга исто така доста запознаена околу Product Discovery процесот, Design Thinking пристапот и кога се договаравме за овој митап, зборувавме како тоа можеме да го препознаеме во незиниот секојдневен процес на работа, односно во процесот на градење физички продукти. Па така, јас само можам да ви најавам дека има многу интересна презентација, меѓутоа ќе оставам на нејзе повеќе детали ви сподели. Се надевам дека ќе ви биде интересно и дека ќе научите нешто повеќе и за незиниот свет. Повели Олга. Чека да видам дали се слуша? Се слуша. Добро. Здраво. Фала Олгица за најавата, не се договоривме така. Добро. Значи, како што кажа, јас сум Олга Милановска, по професија сум архитект. Работам во компанија за производство и продажба на мебел. Инаку, ете така, од љубопитност, од желба за надоградување, завршив и Академија за проект и продукт менеджмент. Таму почнавме малку по-интензивно да комуницираме со Олгица. И прв пат слушнав за Design Thinking методологијата преку незините предавања, како се употребува во процесот на градење апликации. И сватив дека има многу паралели, односно многу елементи кои што во тој начин на Product Discovery кои што практично ние ги користиме во нашата сфера на делување, односно во производството на мебел. Само момент да си отворам презентацијата. Што направив? Еве сум. Таа сум. Product Discovery, Design Thinking. Значи, Google вика дека Design Thinking е процес кој што произлегува од повеќе дисциплини, меѓу кои инженерство, архитектура и психологија, но главната девиза е дека тоа е систематизиран пристап за Product Design и User-Centric Innovation. Во архитектурата и во интериерот нема тектонски поместувања и market disruption кои што се случуваат на дневно ниво, да кажам, меѓутоа редовно има новитети и некои од тие новитети се со краток век на траење, бидејќи на крај излегуваат дека се неодржливи, а останатите се тука за да останат. Со тоа што промените, како и во секоја индустрија, се должат на променетиот начин на живот на луѓето и променетите потреби.
Денеска ќе се обидам да го доближам процесот на Product Discovery, значи во нашата сфера на работа, со тоа што ќе се фокусирам на две работи. Едната е Product Discovery for a Modern Kitchen, значи како нашата компанија почнала да се занимава со производство на кујни, а втората ќе биде Product Discovery for a Tailor-Made Kitchen, односно што значи да се направи кујна по мерка. Значи фаза 1, Product Discovery for a Modern Kitchen. Пред 20 на години на нашиот пазар се случуваат некои промени, односно во нашето поднебје се менува начинот на живот од аспект дека од големи станови и куќи каде што се живее во, да речам, заедница со повозрасните членови од семејството, со големината изградба на станови, веќе сега малите семејни единици се одделуваат, односно има помали станови и во нив живее најтесниот круг на семејството, значи родители и деца. Значи од живот во заедница одиме на најтесен круг на семејството, меѓутоа она што е многу важно е дека се уште готвењето е многу битна работа во домот, односно се готват по 2 до 3 оброци денот и кујната е центар на домот. Во тој момент, ние како продавачи, значи во тој момент не сме производители се уште на кујни, во тој момент како продавачи, она што сме го везувале до тогаш е производ кој што или е недостапен или станува прескап и не можеме да го пласираме на пазарот, па бидејќи имаме производство, размислуваме како ние можеме да одговориме на тој предизвик и на тој недостаток со тоа што ќе им понудиме на клиентите нешто што навистина во тој момент им треба и што можат финансиски да си го дозволат нормално и што ќе биде да одговара на новиот начин на функционирање на семејството. Со тоа што да видиме како 5 фази од design thinking процесот се рефлектираат во овој процес. Во фазата Empathize користиме повеќе алатки, меѓу кои user интервјуа, competitors analysis, консултираме експерти, па користиме и shadowing. User интервјуа, значи се случуваат најчесто на самото продажно место, се случува нели нормално и по дома, сите имаме кујна дома. Можеме да прашаме што ни треба, како ни треба, што ни одговара, не ни одговара. Во исто време, значи производот како производ е се помалку достапен на пазарот, бидејќи големите фабрики кои што произведувале или се затворени граници и слично, да не навлегувам. Кај анализата на конкуренцијата разгледуваме два аспекти. Првиот аспект е го анализираме производот што сме го продавале до тогаш. Значи имаме познавање од тој производ, меѓутоа го анализираме и пазарот каде што ние сакаме да се пласираме, значи во овој случај Македонија, но анализираме и од аспект што значи дали ние сме спремни да одговориме на тој предизвик и дали можеме да го произведеме тој производ, бидејќи не секој може да произведе се. Потоа од алатката Consulting Experts, овој исечок што го гледате тука на сликата е дел од книгата Architect's Data од Ернст Нойферт, иначе 1936 е издадена и постојано се реиздава и има све новитети, нели како што се менуваат. Тоа е еден вид на архитектонска библија, бидејќи ние архитектите многу сакаме да се занимаваме со стандарди, бидејќи тоа сметаме дека е основа за интуитивно користење на просторот. Значи, ако постојат стандарди, ќе ни биде полесно да се снајдеме. И ова е практично една референтна книга за просторни барања во дизајнот за изградба на згради. Алатката shadowing, значи не ја употребуваме како наше лично искуство, него преземаме нешто што е испитување достапно на пазарот. Ова е едно многу интересно и малце ќе се задржам, ама се надевам дека ќе ви биде интересно и вас. Производителот на оков за мебел Блум од Австрија, уште од 90-тите години става камери во кујните на различни домакинства низ светот. И ги снима кои се движењата при подготовката на храна, како се однесуваат луѓето во кујната, што прават. Затоа што освен што ќе забележи многу разлики во тоа како се подготвува храната во домот, ќе забележи и многу усогласености, односно многу сличности, кои што значат дека, например, на сите ни е потребно помалку наведнување, на сите ни е потребно помалку истегнување, потребно ние производите што сме ги складирале, да речам, од храна, да ги земеме полесно. Така и ќе научиме и кои елементи најмногу се отвараат и слично, и сите овие практично знаења, потоа можеме да ги искористиме за да развиеме практични решенија. Значи, ние во нашата компанија ги користиме овие алатки како основа за тоа што можеме да изградиме. Следува фазата на Define.
кој е корисникот и кој проблем го решаваме. Корисникот е едно нуклеарно семејство кое што живее на помал простор и секој метар квадратен му е важен, односно има малку време за готвење, а сепак има потреба од 3 оброци. Значи зборуваме за пред 20 на години. Customer journey, односно како тече денот на корисниците, велиме родителите се на работа, децата се дома. Меѓутоа се готви во вечерните часови бидејќи мора да има ручек за утредента. Исто така и тука се користиме со алатки кои што се достапни како истражување, односно сознание на пазарот, односно една од нив е алатката за зонирање на кујната, на просторот во кујната. Тоа значи дека секоја кујна, ма колку и да е мала, може да се подели во 5 зони: consumables, non-consumables, preparations, cleaning и cooking. Односно, consumables, тука ви е фрижидерот и ормарчињата каде што ја сместувате храната. Потоа имате non-consumables, таму сместувате тенџериња, чаши, чини, прибор. Во клининг спаѓа оној блок каде што се наоѓа мијалникот и машината за садови. Preparations ви се сите работни површини, а во cooking спаѓа рерната, ринглите, микробрановата печка и аспираторот. На сликата десно, кај што пишува ергономски дизајн, се представени различни видови на простор и како таму би се групирале зоните за што поедноставно вие да се снајдете во кујната. Користиме и алатка која што се вика Work Triangle. Work Triangle е практично тоа е една идеја дека триаголникот кој што се наоѓа помеѓу фрижидерот, шпоретот и мијалникот, доколку тие три елементи се наоѓаат блиску еден до друг, кујната ќе биде лесна и ефикасна за користење. Инаку, од истражувањата на Блум, последното е 2021 година, тестирале 7 учесници, со тоа што дошле до сознание дека практично во текот на еден ден, еден корисник на кујна, значи тој што ја подготвува храната за семејството, поминува од прилика 264 метри во кујната. Значи изборуваме за кујна поставена на 2 ѕида. Од тие 264 метри, тоа на годишно ниво се некои 96 километри. Дека во тек на ден можеби ќе се отвори 50 пати кантата за ѓубре, а елементите, значи каде што складираме се и се што се отвараат и до 80 пати. Значи сите овие работи влијаат на тоа како ќе изгледа вашата кујна и што ви е потребно за што помалку беспотребни чекори. Во фазата на идеација одиме со сите овие сознанија, значи од претходните 2 фази, и ви го представувам нашиот тим, каде што продукт оунерот го поистоветуваме со архитектот од продажба, скрам мастерот со техничка позадина е инженерот од техничка припрема за производство и кај нас се девелоперите, операторите на машина и монтерите на мебел. Тие прават од прототип до крајен производ. И во оваа фаза, во идеација, значи ги вклучуваме сите, повторно ги анализираме функционалните потреби на корисниците, новите тенденции во дизајнот ги испитуваме, правиме анализа кои се материјали достапни на пазарот и како и повторно нашите производни можности. Би сакала тука да спомнам, бидејќи ставам скрам, да речеме, во цела приказна, дека всушност производството како производство е waterfall процес, значи не може да продолжи другата фаза без да заврши претходната. Меѓутоа, кога се работи за специфични проекти, кога се градат продукти кои што и нам не ни се познати, и така ако работиме на инкремент и го градиме малку по малку. Така да и тоа подлежи, да речам, некако на ова што вие го работите. Си го препознавме. Во фазата прототипирање, веќе малку посериозно се занимаваме со одредување комбинации на бои, материјали, правиме пробни елементи, trial and error. Штом направиме неколку елементи, правиме типска карта на елементи, тоа значи дека правиме блокови кои што потоцна би биле готови да можат да се употребат кога ќе дојде некој да му дадеме предлог решение за кујна. И во оваа фаза на прототип правиме и предлог решение за експонат. Односно, тој експонат, откако ќе биде изграден, го ставаме на иницијално тестирање во продажно место. И тука добиваме фидбек од корисници. Значи, веруете дека корисниците потенцијални многу гласно ги искажуваат и задоволството и незадоволството од она што ќе го видат. Нормално, визуелно прво треба да ги привлече тоа што го гледаат, меѓутоа се позиционираат пред експонатот, отвараат, затвараат вратички, гласно коментираат што е практично, што не е практично. Ние сето тоа го слушаме, некогаш и ги потпрашуваме зошто е тоа така, анализираме и доколку има потреба, секако експонатот може да претрпи и
некаква измена. Continuous discovery. Значи, јасно ни е на сите, вам веројатно повеќе од мене, дека тоа е апсолутно нелинеарен процес, односно дека и постојано мора да се следи конкуренцијата, постојано мора да се следат новите барања на клиентите, проблемите кои што потенцијално можат да се решат и слично, со тоа што во смисла на животниот циклус на продуктот, ако тргнеме од introduction, growth stage и maturity, пред да почнеме со decline, ние викаме дека во фазата maturity е крајно време да инвестираме во нови функционалности и нов производ, односно нов експонат. Како што може да забележите на фотографиите, ова се практично различни кујни што се направени врз база на истиот експонат, значи доказ дека сме ги погодиле како комбинација бојве, значи во различни објекти, варијација на тема на истата кујна. И сега викаме е време да инвестираме во нови функционалности, односно да инвестираме во нови механизми, шарки, фиоки, нови материјали, нова обработка, некаква навратички, нешто поинтересно и повторно да ги испитаме потребите на корисниците, да видиме дали се уште тие сознанија што ги имаме се така како што го имаме знаењето до тогаш или има нешто ново. Значи ако се позиционираме денес, не пред 20 години, туку денес, во денешната динамика на живот, за жал имаме уште помалку време за готвење. Имаме и помалце оброци јадеме заедно со семејството. Нарачувањето на готвена храна е подостапно. Се почесто сакаме да зготвиме брзи оброци за да не поминуваме долго време во кујната. Кафето да го пиеме паралелно со некоја друга активност или пак сакаме да го испиеме во тишина. И следствено на тоа имаме повторно промени во потребите, односно желбите на купувачите. Значи веќе нема потреба од 4 рингли, не готвиме за цела армија и не готвиме толку често. Помали се потребите и за складирање на мирници. Значи одеднаш ќе купиме за 2-3 дена нешто, можеби, меѓутоа не купуваме за цел месец. Она време, значи што го имаме да го потрошиме во кујната, сакаме максимално да го искористиме, па затоа машина за садови е must have. А и да имаме кафемат во домот, одамна веќе не е дилајтер, па најубаво би било да смислиме кај ќе го ставиме кога ја проектираме кујната. Сега веќе стигнуваме, ова беше се големата слика, доаѓаме до Product Discovery за кујна померка. Ако во големата слика требаше да одговориме на прашањето кој е производот кој недостасува на пазарот, сега треба да одговориме на прашањето кој е производот кој ви треба вам како купувач. Односно, имаме tailor-made производ за познат клиент, односно Product Discovery за tailor-made производ. Треба да ги детектираме желбите и потребите на корисникот, инаку нема да оствариме бизнис целта. А најчесто, нели, како и во сите други индустрии, корисникот кој доаѓа не знае што му треба, не знае како треба да изгледа, можеби има некоја замисла, Pinterest, слики и едно друго, меѓутоа на крајот на денот функцијата пред формата. Така да кога ќе дојде некој со нели барање за кујна померка, ние почнуваме да го интервјуираме. И што прашуваме? Прво, димензија на просторот, позиција на инсталации, колку корисници има кујната, дали се готви често, фиоки или вратички, рачки или без рачки, каков материјал би преферирале вие. Со тоа што дури висината, вашата висина ќе одигра улога во тоа како предлог решение ќе ви дадеме, бидејќи нема да ве измериме нормално, но ако на прва видиме дека се работи за некоја пониска личност, ќе предложиме наместо 96 сантиметри да биде висината на плочата да биде 85. Висечките елементи да бидат малку подолу монтирани, нели се во рамки на оптимум, меѓутоа пак да биде прилагодено на вас како корисник. Нормално многу овие нешта ќе зависат и од она што значи простор и од буџет, меѓутоа сепак доколку не ги решиме главните проблеми на корисникот, ништо не сме направиле, нема да ви продадеме вас, него нема ни аквизиција на други клиенти, бидејќи лошата препорака се слуша подалеку од добрата. Значи да резимирам тука, ако ја земеме првата фаза на големиот Product Discovery и втората фаза на Discovery за кујна померка, стигнуваме до идејно решение. Односно, за да бидеме ние брзи и ефикасни
кога треба да изработиме понуда. Се она што се наоѓа во големиот Product Discovery треба да биде систематизирано знаење, па користиме софтвер за 3D проектирање. Тој софтвер практично прво ќе го нахраниме, односно ќе го нахраниме со информации, се она што го знаеме ние до тогаш, правиме блокови елементи и за брзо време можеме да изработиме 3D цртеж, може да изработиме понуда, тој ќе ги искалкулира и нашите трошоци и што е најбитно, поврзан е со CNC машините, така да тоа како производ може да дојде директно нели во производство. Тука сакав само да кажам дека доколку некој е заинтересиран да се занимава малце со тоа како може да изгледа вашиот простор, IKEA има супер бесплатна веб апликација и интуитивна е, така да можете да си пробате по дома што значи распоред на кујна и ќе ви изфрли веднаш и понуда со елементите на IKEA. Зошто е важен Product Discovery? Значи, без да ги истражиме потребите, стандардите, комплементарните производи и новитетите на пазарот, за вас како клиенти може да се случи висечките елементи да бидат преплитки и да не ви ги собира внатре чиниите. Може да ви се случи аспираторот да не работи добро заради тоа што не е поставен на соодветна висина. Може да сакате кујната да нема рачки, ама да речеме со столарот не сте се договориле добро, па тоа ќе го забележите како он го решил од како ќе монтира кујната. Или да влезете на товарени дома со торби, па да треба пола стан да го предете за да можете да ги оставите. И слично, значи, како што вели сликата, little toe helps you detect furniture in the dark. Навистина не е мала одговорноста да му продадете на некому нешто и што ќе го користи во наредните 10 до 15 години. И не е сеедно дали тој ќе ви биде благодарен за тоа што сте му го продали или ќе ве пцуе во наводници секој ден заради тоа што се удира главата или прстото, ногата таму кај што не треба сте ги ставиле елементите. Значи, ако не ги задоволиме потребите, нема да ја постигнеме ниту бизнис целта. Значи, нема да ве гневам многу, ова е последниот слайд. Ова е сега малце едно моje мислење и моje видување. Во денешно време во градските средини формата и димензијата на животниот простор произлегува од маркицата за градба. Значи, ако земете една маркица за градба со некоја трапезоидна форма на која што ќе се изгради зграда, па добивате некои соби со чудна форма, па потребен ни е мебел по мерка, заради тоа што во аголот ништо не собира и слично. Има еден друг аспект на светот кој што вели дека на младите генерации им се нудат affordable, minimalistic homes for sustainable living, односно tiny homes, кои што се практично еден вид на глорифицирани трейлери. Може би сите ќе купиме од овие глорифицирани трейлери од Тесла, меѓутоа прашањето е, ако тоа се случи, дали густината на живење во град ќе не натера да направиме едно вакво чудовиште како некоја бразилска фавела и ќе ги ставаме трейлерите една врз друга, или можеби ќе се преселиме сите на село и ќе градиме таму, значи ќе произведуваме храна за себе, ќе имаме соларна енергија и слично. Значи се ова што го зборувавме до сега во однос на потребите на клиентите и во однос на правењето по мерка, оди тука во вода, затоа што тука веќе нема простор за што ми е мене потребно, туку се е унифицирано. И на крајот на денот не знаеме технологијата каде ќе не однесе, не знаеме дали ќе биде вака или онака, меѓутоа ќе остане на продукт менаџерите да работат на случајот да им понудат на клиентите нешто подобро од она што веќе го имаат. Тоа е тоа од мене, ви благодарам. Се надевам дека ви беше интересно. Ти благодарам, Оле. Преубава беше презентацијата. Мене лично многу ми се допадна. Дали некој има прашања за Олга? Нешто за кујниве? За овие глорифицирани трейлери што ги спомна, за нив треба маркица или може да се стават каде сака? Чисто ми интересира. Треба прво да се купи земјиште. Така. Сега кај нас иде прво купуваш земјиште, градиш, па дури после тоа ќе го легализираш. Супер, уште еден аплауз ве молам да ја поздравиме. Сега чест ми е да го најавам нашиот втор говорник, Гого Старјадовски.
Неговата позиција е Senior Product Owner во Дамила. Веројатно сте слушнале една многу добра компанија на пазарот. По некоја случајност, јас и уште неколку колеги тука работиме. Меѓутоа, она што за Гого е интересно е дека Гого има голем дел од неговата професионална кариера посветено на банкарството, односно од банкарскиот сектор ни доаѓа. Така што идентификување потреби на корисници, препознавање на нивни емоции, дефинирање на проблемот и потребите на корисниците е нешто што му е многу блиско, иако нели по дефиниција не бил продакт менаџер, меѓутоа има уште една потврда дека и луѓето кои што работат во банка или работат со луѓе за кои што нешто треба да понудат, без разлика дали е продукт или услуга, сепак се и како продукт менаџери. Настрана од банкарското искуство, Гого има работено и како консултант во финтек стартап, исто така има работено и на некои други проекти и моментално работи на едукативна платформа за училиштата во Англија. Па така денеска ќе имаме можност тој да го сподели неговото искуство, да не прошата малку по неговото реално работно искуство и да ни сподели реални примери. Повели Гого. Се гледа. Така. Благодарам Олгица на најавата, благодарам до Продак на поканата да бидам дел од овој митап и честитки уште еднаш на храбрата иницијатива што започнавте со и што не собирате вака од време на време. Се извинувам на детската настинка и тоа што сум заривнат. Мојата тема е денес Product Discovery во акција, односно ќе се обидам од моје лично искуство да дадам еден осврт како тоа се прави во различни индустрии. Кратко за мене прво, значи како почна мојата кариера, како што спомна Олгица, значи почнав во банкарски сектор, нешто пред 2010 година, меѓутоа прва позиција што ставив е тука регионален директор, кога за прв пат имав искуство со повеќе со маркетинг и со селс. Понатаму мојата наредна позиција е како хед на VIP експозитура, кај што ова беше предизвикувачка позиција од аспект на тоа што самата позиција бараше да има високо ниво на квалитет на услуга и задоволство на клиентите. Моето наредно искуство, интересно искуство, како консултантско искуство во еден финтек, стартап. И понатаму од наредно веќе почнувам како проект менаџер во IT индустрија, на проект на спојување на две банки и моментално, како што спомна Олгица, работам како продукт оунер за клиент од Англија, кој е најголем провайдер на EdTech солуција во Англија. Иако насловот на мојата тема е разлики во Product Discovery по индустрии, и навистина ако се погледне има некој патерн, некоја шема како тоа се одвива по индустрии, меѓутоа ако се оди малку подлабоко, можеби ќе се свати дека не е баш индустријата која што прави разликата, туку повеќе развојната стратегија која што има некоја компанија. Значи во основа има две развојни стратегии кои што може да се поделат, значи една е продажно движена развојна стратегија и тука се компании каде што бизнис целта е во фокус и продажната сила во компанијата е таа што ја движи овај развојна стратегија. Од друга страна е продуктно развојната стратегија каде што е customer centric стратегија, се гледаат потребите на клиентите и е продуктната стратегија го движи овој развој. Банката каде што работев, барем во тоа време, беше класично продажно водена компанија. Значи, што значи тоа? Посебно кога работев како раководител во VIP експозитура, доколку имавме некој голем клиент кој што сакаме да го преземеме или голем проект, практично од барањата на клиентот тоа можеше значително да влијае на продуктната стратегија или да смени некој фичер на некој продукт или самиот продукт да го прилагодиме на барањата на клиентот. Она што е значајно се спомне е дека во последно време продажно водената стратегија губи од значење, односно компаниите веќе увиделе дека стигнале до некој ниво на раст која не можат веќе да растат со таа стратегија и дека инвестициите за продажба, инвестициите за аквизиција по клиент веќе се зголемуваат. Затоа тука има едно истражување кое што го најдов, кое што кажува дека околу 60% од компаниите или веќе ја презеле таа продажно водена стратегија или имаат некој
хибрид. Кога се зборува за Product Discovery, во основа има два типа на Product Discovery, традиционалниот начин како тоа се одвивал, кога во основа, кој и се уште го имаме во некои компании, во основа бизнис лидерот е тој што ја прави таа стратегија и што го води овој процес. И тоа најчесто се случува еднаш годишно, кога се прават буџетите или полугодишно. А од друга страна, тоа е новиот начин на како се прави таа Product Discovery, кој е еден континуиран процес кој што треба да се одвива во компанијата. Банката кај што работе во тој момент, пак ќе кажам, имаше ваков традиционален пристап, кај што годишно се дефинира кои продукти ќе се работат, која стратегија ќе има. Иако на прв поглед може да изгледа дека не е така, меѓутоа има некоја сличност, може да има меѓу корпорации и стартапи. Значи во некојаш и стартапите може да се најдат во ситуација да имаат ваква традиционален начин на Product Discovery, посебно кога бркаат некој голем клиент или кога се конкурираат со конкуренција со некој продукт. Ако зборуваме за Continuous Discovery, оде гледам многу колеги кои што работат од продукт, ако кажам дека Product Discovery е активност која е најисполнувачка, мислам дека ќе се согласат со мене од нивната работа, но исто така ако кажам дека е интензивна активност, која некојаш е и напорна дури во некои ситуации, претпоставам дека со тоа ќе се согласат. Ако треба да одберам една дефиниција што е Product Discovery, би одбрал оваа од Тереза Торес од книгата Continuous Discovery Habits, која е препорачувана секој што сака понатаму да чита на оваа тема. Значи во основа Continuous Discovery е најмалку неделни touch points со вашите клиенти, юзери, од тимот кој што го гради продуктот, кој не мора секојаш да е само од продукт менеджер, значи би требало да е поширок тим, кај што тие спроведуваат мали ресерч, истражувачки активности во насока на постигнување на посакуваниот продукт outcome. За да може тоа да функционира така, има некои предуслови на културата или околината во која што работиме. Значи, едно таа култура треба да е customer centric, значи да е фокусирана кон корисникот. Второ, треба да се има свесност дека тој процес е континуиран, дека не еднаш се прави еднаш годишно или полугодишно, туку треба да е континуиран процес. Треба околината во која што се работи да е collaborative, значи да има соработка меѓу тимови. За споредба, ево, ако кажам корпорација или пак ќе спомнам банката во времето кога што работев, значи таму имате информациони силоси, секој департман си работи посебно, значи маркетинг работи на својот дел, продажба на својот дел, правна служба на својот дел. Меѓутоа, кога ќе дојдат некои клучни одлуки, обично тогаш се кршат копјата и тогаш се гледа дека секој си го гледал својот дел без да ги зема во предвид потребите на другите департмани во компанијата. Треба да има отвореност кон експерименти, а тоа значи да има отвореност и да се прифаќаат грешки. Интересен момент е да има отвореност, односно пристап кон визуелно представување на работите, кое што ќе го видиме после по некои тулс што ги користиме сега и во Дамила, колку е тоа битно. И иако последно, доста битно е да имаме outcome oriented култура. И тоа ќе го видиме од еден пример. Значи, може би ова ви е познато, случајот со Wells Fargo, банка во Америка. Има слични ситуации кај нас, нема да ги спомнам сега тука, меѓутоа ќе се држиме нова. Значи, што е познато за тоа? Wells Fargo беше позната по многу добри и значителни резултати во продажбата неколку години поред. Што се случуваше таму? Значи, вработените во продажба добиваа таргети во форма на резултати што треба да ги постигнат. Значи, оваа година треба да се продадат пример 20.000 кредитни картички, тоа се преследуваше надолу и тоа се функционираше многу добро до еден момент кога амбициите на банката станаа толку големи што вработените не можеа да ги постигнат тие цели. Од друга страна, вработените добиваат значителни бонуси ако ги постигнат тие цели, така да се создаде една ситуација во еден момент, една епидемија во фирмата, во банката на неетичко, неморално, дури криминално несување, кога на клиентиви им беа ставани под маса, под ракав, договори да потпишуваат за продукти кои што не ги сакаат, дури им беа издавани продукти без да потпишат воопшто некоја документација. Значи, во еден момент имаше неколку илјади картички кои што не беа издадени на клиенти, значи беа изработени само за да се постигнат тие цели. Кога тоа се откри, имаше навистина негативни последици по банката. Значи не само негативната репутација, губење на клиенти, туку и добија неколку стотици милиони казна од регулаторните тела.
Сега како што можеше Wells Fargo да направи поинаку? Ако ја земеме ова матрица на Opportunity Solution 3, значи она што тие го дефинираа кај нив во банката беше резултатот, односно аутпутот кој што сакаат да го остварат, значи 10.000 картички. Меѓутоа тие не сакаат тоа да го остварат само ради картичките, има некоја друга цел која што не ја представува пред вработените. Значи претпоставувам тоа било повисока профитабилност или retention rate да постигнат. Значи доколку го поставиле на тој начин како outcome, значи пример да се постигне таа и таа профитабилност по клиент, не значи дека единствен начин е само да се прават повеќе производи. Значи оваа матрица многу добро ни кажува како би можело тој процес да оди. Значи со дефиниран јасен desired outcome, после вработените во банката можат да работат на кои се opportunities, можности за да се оствари таа поширока цел. Што значи opportunity? Значи во основа секоја разлика меѓу реалната состојба на пазарот и она што клиентот, корисникот го посакува, всушност ви е некоја можност со која што можете да стигнете до тој outcome. После по дефиниране тие opportunity би дефинирале неколку солуции за како може тие opportunity тие можности да се остварат и на крај оди да се одбере тој solution кој што е најизвесен и да се експериментира со него. Во однос на тоа како може да се откријат кои се можностите, значи има повеќе техники на анализа кои што може да се прави. Имаме desk research, нема сите испоменувам тука, обзервации, дата анализи со интерни и екстерни податоци и слично, меѓутоа можеби најпопуларен, а можеби најефикасен метод се интервјуата. Препоставувам често сте се сретнале со тоа, јас ги користел и сега и претходно и навистина се ефикасен метод. Меѓутоа она е битно што е битно да се спомне дека колку што се ефикасен, ако не се спроведуваат како што треба, може да ванесат во сосема спротивна насока од тоа што очекувате. Овде може да видиме Стив Џобс, кој што е еден од најзаслужените за најиновативни производи во овото време, тој често ја дискредитирал маркетинг ресерч активноста. Зошто? Затоа што сметал дека луѓето не знаат да кажат што навистина тие сакаат. Јас искрено од моје искуство се согласувам со тоа, значи често гледам климат со глава колегиве мои, често имаме интервјуа како продукт оунери и се случува некојаш корисникот кој што ќе побаре некој фичер, која тој ќе се испорача баш тој да не го користи тој фичер. Можам да споделам искуство и од моето консултантско искуство во стартап. Значи кога продуктот беше во фаза на идеја се уште, кога беа интервјуирани неколку големи корисници, тие кажаа да, супер идејава, терајте, кога ќе направите, ќе почнеме да користиме. Меѓутоа кога се направи тој продукт, кога се ставија во позиција да треба навистина да го користат тој продукт, тие најдоа неколку причини зошто не од самиот продукт, значи продуктот им се допадна, меѓутоа причини надворешни зошто навистина не можат да го користат продуктот. Значи кога се стават во ситуација да го користат, тоаш може самиот да видат нешто што претходно не го виделе. Меѓутоа ова не значи дека не треба правиме истражување или не треба правиме интервјуа. Се сомневам дека и Apple не правиле истражување од тогаш. Меѓутоа треба да ги правиме на начинот некако што треба, да бидат подлабенски, да гледаме со сите сетила, со цел да ги откриеме тие скриени потреби, желби и pain points кои што ги имаат корисниците. Сега, од кога сме имале повеќе начини на анализа, сме собрале разни податоци, колку сме ја правиле поопширна таа анализа, толку имаме повеќе податоци. Следно, за да продолжиме понатаму, треба да направиме некој патерн од тоа што сме истражили за да добиеме некоја насока. Овие се две техники tools кои што ги користиме во Дамила и се многу корисни. Значи едно affinity mapping, каде што може да најдеме патерн помеѓу интервјуата кои што сме ги правиле, помеѓу корисниците, во однос на кои се нивни потреби, pain points или желби. И Empathy Map забележав дека и Олга го користат тоа. Значи ова дава малку визуелна слика на потенцијалниот корисник и една подлабока која што покрај што се фокусира на needs, pain points, значи се фокусира и како клиентот се осеќа, кои чувства ги има, кои мотивации, кои ставови. Откако ќе го завршиме овој дел, значи следно доаѓа фазата на идеација, приоритизација и фокус кон една солуција. Значи идеација сама по себе поврзана со креативност, меѓутоа не значи дека ако не цртате добро или ако не пеете добро, не може да се вклучите во оваа фаза. Всушност добро е во идеација да се вклучат не е само за луѓе што работат во продукт, тука се вклучат луѓе од тимот. Од моје искуство се случува најдобрата идеја некојаш да дојде од некој што воопшто не работи во продукт.
Има повеќе техники за идеација, пак нема сите да ги спомнувам. Една е популарна брейнсторминг, која што има своји челенџи, предизвици за како да се спроведе, меѓутоа има различни модалитети како може да се спроведува. Класичен модел е, се запишуваат и секој дава своја идеја, се става на борд и секој гласа за таа идеја. Доколку зависи од тоа кои се вклучени во таа сесија, може да бидат анонимни ливчиња, па после пак да се гласаат по тие идеи. И има груп пасинг техника, каде што некој дава идеја, па после другите се надоврзуваат на таа идеја, зависно од каква е структурата на учесниците. Како друг модел, кој што може да се спомне, How Might We. Значи, ова е исто така еден визуелен пристап на идеите. Што е битно тука, со некој прашање се насочат учесниците во идеација, да даваат идеи во соодветна насока. Сега тоа прашање не треба да биде преопшто, за да не се расплиниме многу во идеите, меѓутоа не треба да биде претесно, за да не се ограничат идеите кои може да произлезат. Од кога сме завршили идеација процесот, значи сега следно е да одбереме некоја солуција и да одиме понатаму со лансирање продуктот. Значи, ова за мене е фаза кога ние го ставаме нашиот облак. Мислам дека има погрешна представа во продукт и во некој бизнис светот, дека ако направиме соодветна анализа, длабока анализа, ние не се обложуваме овде. Мислам дека тоа е погрешно. Во секој случај ставаме облак. Значи, и најдобра анализа да имаме направено, може да испадне продуктот не е успешен. И ова важи не само за IT компании, значи важи и за корпорации, важи и за стартапи. Ево, ќе споменам исто случајот со банката, значи ние кога имавме амбициозен план за развој, работе во Societe Generale, која е голема интернационална групација, и во првата фаза ископиравме некои продукти од регионот, кои што дел од нив се покажа навистина успешни, значи тие беа истестирани таму, слични пазари, рековме може да успеат и навистина дел беа успешни. Меѓутоа дел беа тотален фейлер, значи и во тој случај на еден начин тие прават облак. Со Product Discovery ние само се надеваме дека тој облак ќе е поуспешен на наша страна, меѓутоа не е тоа и толку битно, она што е најбитно тука е тој облак да биде што е можно помало. Односно тоа прво што го испорачуваме, да биде некој MVP преку кој ќе може да експериментираме и да учиме понатаму за наредниот релиз да ни биде поуспешен со тоа што сме го научили од претходно. Сега за ова се функционира како што треба во компанијата, некоја продуктно ориентирана компанија. Значи би извел неколку навики кои што треба да се развијат за да тоа функционира како што треба, да кажам. Значи прво е тоа треба да е континуиран процес. Може да кажеме неделни ритуали, може да се континуирани ритуали. Значи тоа е нешто што треба да се прави без некои многу формалности. Ние што сме вклучени во продукт, мислам дека треба тоа континуирано да го правиме и не треба секогаш да се свати дека тоа треба да е некој закажан на интервју или слично. Значи некогаш може да добиеме некој инсайт ако разговараме со некој пријател, роднина кој што користи продуктот и тоа го правиме континуирано. За да може процес да е континуиран, треба да е лесен, значи не да е товарен со администрација и слично. И битно е да имаме баланс меѓу квантитативните и квалитативните знанија што ги добиваме. Балансот, равнотежата, по мене барем, е многу битен за некој што работи во продукт, за продукт менеджер и било кој што работи таму. Односно, ние сме ставени често во ситуација да правиме равнотежа помеѓу многу работи. Тука ќе ги спомнам неколку нив кои што сметам дека се важни. Значи, често сме во ситуација да правиме баланс меѓу overconfidence и преголем сомнеш кон нештото. Значи, луѓе кои што знаат да се заљубат на еден начин во својот производ, може да се overconfident за нешто. Фаундери на стартапи исто така може да се соочат ситуација да се overconfident за нешто. Од друга страна имаме продукт менеджери, луѓе што работат во продукт, кои што често се сомневаат и не се сигурни дали нешто треба да деливираат. Мислам правилниот пристап е дури во ситуација кога анализите покажале дека некој производ ќе биде успешен или дури кога имаме производ кој што е успешен на пазарот, секогаш да ставиме мала доза на сомнеш дека може нешто да не е успешно или денес успешно, меѓутоа утре да му фали на продуктот. На тој начин ќе постигнеме долгорочен sustainability. Друго, често се ставаме да правиме баланс, равнотежа меѓу квантитативното и квалитативното. Ако одиме само се потребни на квалитативни истражувања,
може ќе научиме нешто, меѓутоа тоа може да биде субјективно од некоја мала група што сме ја интервјуирале. Ако одиме на квантитативно, може ќе научиме да како тоа се прави, меѓутоа нема да научиме why, зошто тоа се прави. Луѓе што работат во продукт често и се ги сакаат своите customers, своите корисници и често знаат да се фокусираат само на нивните корисници. Меѓутоа има нешто што е и бизнис outcome, бизнис потреба. Ако одиме со такви идеи, со такви решенија, најчесто тие идеи не добиваат баин од компанијата кај што работиме, било да е корпорација или помала компанија. Од друга страна го имаме другиот екстрем, кај што ако се гледаат само бизнес needs, профит, видовме во случајот со Wells Fargo како тоа излегува, кога се земаат customer value здраво за готово, значи може да биде со негативни последици за компанијата. Многу битно е друго, се наоѓаме чекаш во ситуација често меѓу over-analyzing и rushing to deliver. Јас познавам продукт менаџери и сега од претходно, кои што се некојаш на едниот екстрем или на другиот екстрем. Што се случува со првивет, тие што премногу анализираат, за нив секогаш недостасува уште едно интервју, уште една анализа да направат пред да донесат одлука. Меѓутоа што се случува со нив? Најчесто на крај донесуваат импулсивни одлуки кои ќе бидат притиснати зад зид, односно пред дедлайн. Од друга страна ги имаме некои што брзат кон деливери, така наречен build trap, сакаат да деливираат што побрзо фичерси без да гледаат дали тоа носи value. Ова може да се случи често во компании каде што деливери странава е посилна. Или мислам често може да се најдат во ситуација компании каде што имаат партнер кој што го прави девелопментот и доколку договорот е по испорачани фичерси, значи таа страна, таа компанија која што прави девелопмент може да притиска кон компанијата која што го нарачала продуктот и да го натера побрзо да го испорачаат. На крај ќе го спомна само бидејќи ова е посебна тема и претпоставам некојаш ќе има ќе има заседни митапи, меѓутоа не би била целосна ако нема барем еден слайд тука. Значи како да ги нинава AI вештачкава интелигенција може да биде наш партнер во оваа работа. Ние во Дамила дури си дозволивме малку да експериментираме и некои наши заклучоци се дека навистина може да помогне во discovery, во анализа на интервјуа, наоѓање на патерни од различни извори. Може да помогне во приоритизација, дава некои предикции на ефорт кои што не се секогаш најточни, меѓутоа може да дадат некоја насока и може да се користи во репетитивни задачи кои што ги правиме како подготовка на документации, KB articles, release notes, видео туториалс и слично. Значи идејата ова е област која брзо се менува и расте, значи ние како продукт луѓе би требало да гледаме со отворени очи кон ова, бидејќи во многу блиска иднина можностите може да се многу поголеми од тоа што го гледаме сега на слайдот. Ви благодарам на вниманието. Ако имате прашања. Ајде некој да го скрши мразот со некој прашање. Може јас? За утре да ми речи. Не, што е најтешко според тебе или за тебе во Product Discovery процесот? Што ти е најтешкиот дел? Се. Најтешкиот дел? Па не, се има својата тежина, навистина и зависно од тимот со кој работите. Значи некојаш интервјуата може да се тешки, значи ако тоа не можеш лесно го направиш. Ама мислам да кажам, ево, тој Product Discovery, носењето на одлуки не е лесно, бидејќи ради таа најчесто претпоставам ради таа рамнотежа што треба да ја направиш. Така да ево, ако треба да одберам едно, би го кажал тоа. Некој друго прашање? Значи, прво, во една фаза, значи тој прототип може пак со корисници да се валидира. Значи, правиме некои прототипи, некои дизајни кои што може да се валидираат. Па натаму е после лансирање на продуктот, имаме Product Analytics фаза, која што го се и тоа. Меѓутоа, ако е во фаза на прототипи,
Да, конкретно имаме некој процес кој што го следиме, значи имаме Product Analytics на кој фаза која што правиме и врз основа имаме и KPIs дефинирани, па тоа ни покажува дали нешто води во насока во која што сме ја посакувале. Значи тоа ќе ни даде некои заклучоци дали сме направиле правилно или не. Па да, Product Analytics го фаќа тој дел, меѓутоа имаме повеќе од тоа, имаме и KPIs дефинирани, како колку корисници од тој тип го користат овој фичер, колку корисници од тој тип го користат овој фичер. Па тоа знаеме дали бил успешен тоа нешто што сме го лансирале, односно дали е постигнало целта кон таргет корисниците кои што сме ги планирале. Добро. Одиме со една група на early adopters, така да кажам, и со нив го тестираме тоа. Значи од тука имаме дефинирани KPIs, доколку тие се постигнат, после одиме на некој generalist, кажувам искуство сегашно, за банка како би било или во друга во некоја корпорација. Да, валидација од после најверојатно. MVP, значи вака прво, сега ако збориме за експонат, така? MVP за експонат значи да ги има основните елементи кои што ви требаат во кујната. Значи 5 зони, минималното од тие 5 зони. Значи минимално фрижидер, минимално рерна, ринглиш, поред, мислам ова како се каже машина за садови, садопер. Меѓутоа ние кај експонатот, значи не го правиме MRP, него го правиме ние кај повелете. Не, се шалам, не. Поентата е кај експонатот да покажете што повеќе фичери може. Ама не е на MVP исто? Не, MVP-то кај нас значи дека ние сме направиле елемент за шпоред, значи елемент за миелник, елемент за вграден фрижидер, например, и елемент за вградена машина за садови. И тие изгледаат, да речем, тие 5 елементи изгледаат така, имаат таков фронт, таква вратичка на кујната. Меѓутоа, мора експонатот да биде малку попредставителен за вие да можете да си направите приказна во глава како тоа ќе изгледа кај вас дома. Супер, фала ти, Оле. Дали имаме уште некој прашање за Product Discovery? Или искуства, да, слободно може да нешто што ве интересира, еве. Добро. Попуста? Може. Еве сега средиме. Супер. Тогаш за крај да завршиме со официјалниот дел, па да се препуштиме на неофицијалниот. Да се заблагодарам на одличните говорници, ви благодарам, мене ми беше навистина забавно и интересно, се надевам и на другите, се надевам научивте по нешто ново, нешто корисно. Ви благодарам уште еднаш што одвоивте време да дојдете во сред новогодишни прослави и слави и сите останати настани. За следниот митап, бидејќи ви ветивме дека секој месец ќе правиме митап, веќе го закажавме, може да најавиме, ќе биде на крајот на јануари, 30 јануари. За темата тука ние никаде, меѓутоа уште не сме ја потврдиле, така да тука ќе премолчам. Ве повикувам сега малку неофицијално да се подружиме, да се освежиме со некоја пијачка и нормално да си поразговараме за сите прашања за кои што може би беше незгодно да ги поставите. Ви благодарам уште еднаш.